неспособни генерали. Ако мислиме за воен удар, или мислам дека немаше потреба од тој дел, бидејќи пазите, ние не го дефинираме дали тоа конфликт, дали е борба за човекови права. Ние мора да сватиме дека тие игри меѓу малите држави, внатре во државите, сепак некој ги контролира. И дека не тоа се случува тек така. Ни тежи, бидејќи и она акција на Вејце, масакрот, тоа беше стварно зло дело, никој не одговараше за тоа, бидејќи сите тие четворица што беа ранети и погинати беа баш мои почини, од кои еден и мој комшија куќа до куќа. Многу спекулации имаше за Вејце, како, зошто, па имаше обвинување, некој е издал акцијата и окривува еден колега што лично го знам од МВР. И јас не се сложувам со тоа. Јас пак се кривам нас, односно раководните старешини за во тој дел што беа одговорни во Тетово. Ќе го спомнам бившиот, односно веќе починатиот полковник или генерал Бошевски, кој од пензија беше повикан и беше поставен да биде одговорен на таа група на дејство кај што во Тетовскиот регион. Тој беше човек од стариот ков, а ние како специјалци придодадени да им помагаме во работата, тие не знаеа како нас да не употребува. И што се случува? Плановите за како Калето да се освои од страна на Бошевски беа 18 век, Наполеон, Русија. Можам да заклучам дека можеше да се избегне тоа што се случи кај Вејце или? По мене не, каде беше грешката на високите раководни старешини за употреба на специјалните единици за контрола на таа територија. Прво, не се мешаат полицијата и војската заедно на одредена задача, како тимови. Друго е на еден правец едните, па другите со добра координација. Тоа веќе можеби да биде во ред. Овие беа сите 16 луѓе во 4 возила, од кои двете возила беа Хамер, а двете беа цивилна Лада, ни блендирана, со 2 врати, не 4, со четворица внатре. Добро, сега ако одиме на пикник, тогаш не е никаков проблем. Вие за да влезете со опрема, за да излезете во дадена ситуација, прво треба тој пред вас да излезе. И што може некој да ви направи? Со стап може да ви утепа. И имаше 4 правца на делување кои беа стандардни. После 2 месеци упадна во гласето, зашто ако секој противник против тебе, ако гледа дека денеска не си поминал тука, ќе поминеш утре или задутре.